Ја заврши мојата работа. Играчката повеќе не свети, но каде ќе одам сега? Батеријата е празна, ќе ја фрлам во канта. Не, те молам, не во обична карта, ако ме фрлиш таму ќе можам да загадувам почвата и водата. Деца, отпадните батерии содржат штетни материи. Ако не се рециклираат правилно, може да направат штета на растенијата и на животните и на луѓето. Навистина, ние не го знаевме тоа. Батеријата кога ќе се испразни треба да ставиме во специјален контейнер за батерии, така ја заштитуваме природата. Ова е нашиот екоробот, се вика Тоби. Во него се складираат сите батерии. Дечки, ајде да ги ставиме сите батерии во него. Голема одговорност. Со одбрано рециклирање сите можеме да бидеме екохерои. Да чуваме природата, рециклирајќи батериите. Батеријата содржи метали како жива, кадиум, олово, никел и литиум, кои може да излеат кога батеријата е оштетена или празна. На планетата Земја. За животинскиот свет, животите може да ги голтнат или да дојдат во контакт со бактериите, што може да предизвика труење или повреди. Најбезбеден начин е во посебни контейнери за рециклирање. Фрлат во ѓубре или природа, химикалиите може да продрат во почвата или подземните води, загадувајќи го екосистемот и ризикувајќи го здравието на луѓето. Рите или се биоразградливи, тие остануваат во околината со години, продолжувајќи пак да испуштат штетни супстанции. Заштита на природата, рециклирањето спречува токсични метали да ја загадуваат почвата и водата. Намалување ризик од пожари и експлозии предизвикува неправилно фрлени батерии. Заштита на животните. Животните не доаѓаат во контакт со опасни супстанции. Заштита на ресурси овозможува повторно користење на метали како литиум, олово и никел. Батеријата е долгорочен и штетен отпад. Рециклирањето ја намалува количината на смет. Рециклирање до почисти днина. Рециклирај денес, зачувај утре. Енергијата завршува одговорноста на Мината со добра навика. Мала батерија, голема одговорност. Рите не се отпад, тие се ресурси. Има да се збори се само